пета поред. Проследете ги нашите содржини и видете што сме ви спремиле овој пат. Да чуємо kao звучат децата на стара школа. Ново листиче пија кисела вода. DJ Popaj na skreč. Poštovanje za brata. Поздрав за Попај. Не можеше да дојде човек со мајстор Јошан изгледа. За инати да твира не им ще има крива младина. Ми е малко како редка платина. Платина рака па после обеше муда. Правам чуда не ми пипај, никако друга. Плей клик на пиклик, чист рап фрик. Тромбон комбори ми, уште еден стрик. Wordplay, македонски Ернест Хемингуей. Прегасени матни песни, повторно гей. Рап луда кудар, лирички кувам. Истата жарно уште, повеќе се трудам. А флоута само тече, пробива како вода. Уште не почната текма, ја 2-0 водам. Може и да не играм, службено ја земам. Барови копикари, капитенски ги гревам. На цела трап багра е грената на Куров. Ова е се по заслуга, сум далеку од Суров. Раповиот за бајле, до вечер колку сакаш, сваќаш каква порака. Сакам да ти пратам, ушти тврда позадина. И остај ме на двора, сме тврда гарнитура. Децата на стара школа, раповиот за бајле, до вечер колку сакаш, сваќаш каква порака. Сакам да ти пратам, ушти тврда позадина. И остај ме на двора, сме тврда гарнитура. Децата на стара школа, репетирам друго ниво, успатил го кретизирам. Попри се спасира, ракописот фрагментира. Двора мотивирам, права љубов инспирира. Твари кои што секој мозок не ги процесира. Мојот чопор пуни буги, дека кругот ми е оган. Додека криза ме големи залоци вие за ова. Немате стомак, пево ќе со дома, ке ще се нава клуба соба. Не, нема на тебе, таму нема спора това. Досам свестен ум со себе и не можам да премолчам. Јас би возил исти филм, да треба да го премотам. Ова не е опција, но за мене е избор. Не ја носам реката, ја стоја покрај извор. Но околу вие волци, а наш терен се шумите. Гладни крила духа, дела залак, моча ме осумите. Говориме преко музиката, со гласно комоти да се отвориме. Ме боли кур за профито, така да пира до нас зборовиве. Раповиот за бајле, до вечер колку сака, сваќаш каква порака. Сакам да ти пратам, ушти тврда позадина. И остај ме на двора, сме тврда гарнитура. Децата на стара школа, раповиот за бајле, до вечер колку сакаш, сваќаш каква порака. Сакам да ти пратам, ушти тврда позадина. И остај ме на двора, сме тврда гарнитура. DJ Popaj на школа. DJ Popaj на плоча. DJ Popaj на плоча. Здраво, млад човек, ти се обраќам тебе. Знам дека живееш во свет без вредности, знам како ти. Знам за твоите изгубени соништа, за твоите стравови и за внатрешните демони. Но ако мислиш дека спасот е во дрогата, гадно си се заебал. Нека не те лажат дека дрогата е кул. Не дозволувај да те стават во пијачката. Нека не те лажат дека одеднаш педар не се станува. Се станува. Само една доза хероин физички го менува твојот мозок. Кажи им збогом на твоите амбиции, твоите желби и твоите надежи. Затоа биди мангуп. Имај муда. Кажи не. No Negro leaders have fought for civil rights. What do you mean They by have fought? begged for civil rights. They have begged the white man for civil rights. They have begged the white man for freedom. And anytime you beg another man to set you free, you'll never be free. Freedom is something that you have to do for yourselves. And until the American Negro lets the white man know that we are really ready and willing to pay the price that is necessary for freedom, our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about, sir? The price of freedom is death. I'm bringing to the stage my man from Yonkers, New York, DMX.
That's what's up. I appreciate it. What I'm gonna speak on is the thing that's on my mind the most. You know what I'm saying? The thing that we all gotta deal with every day, but don't really know. The industry. The industry. Man, it's not the same. Doesn't have to do with talent. It's about playing the game. The industry. Real niggas is dying to get in. The industry. Just to find they don't fit in. The industry ain't what it used to be. The industry's trying to control the way you MC. They want you to dress like this and talk like that. But I'm going dress like this and talk with the bat. The industry. Got your word? Meaning nothing. The industry. Fuck what you heard, because he's bluffing. The industry. Money, bitches, hate. But I dare you to try to take a fucking thing off my plate. The industry like, wait. But in the streets, we like, get 'em. 17 up in that thing. Catch 'em sleeping and hit 'em. The industry. If you ain't got a strong mind, the industry will break you down. It's a matter of time. The industry. Vultures with nothing to feast on. See me? I'm getting my beast on. The industry. Stay in the dirt. Play in the dirt. Test the wrong one in the industry and you will get hurt. I'm not an industry artist. I'm an artist in the industry. So I do what the fuck I want because nobody can finish me. The industry. Wanted, dead or alive. New artists to sell their souls in the way they survive. The industry don't give a fuck about you. But the industry couldn't make a dime without you. The industry. I'm sick of this industry shit. The industry playing them like a industry bitch. They tried to finish me quick, but I am long, so I stand strong. Fuck a beat. Listen to the words in the damn song. Got some blow, got some rock. Murder was the case that they gave me. Murder was the case that they gave me. What are you two doing sitting there? Plotting? Yeah, we plotting. Plotting to steal. To steal what? Steal the information. All of it. Yeah, but whose information is it? And the more you learn about this system, the more upset you get. Oh, my dear Mr. Williams. Peppermint? Hmm? Information is power. If you don't have the information, one cannot seize power. You need to think about becoming mentally competitive. Being black does not free you from being a responsible individual. Yeah, but being a responsible individual don't free you from being black. Now do it. That's right. Poor misguided soul. You have yet to learn the rules of this game. He will. I don't want to. See, I'm smart enough to know it's not my game to play. Just a pawn like everybody else. Used intelligently, a pawn can create a checkmate, Mr. Williams, or become a very powerful player himself. Don't you understand? This is all a game. All of this. Like basketball, football, Mr. Big Time Track Star, a game. You play it and you play it to win, because in the real world, no one wants to hear excuses or empty rhetoric. No. They want to know if you have a plan. Right. Mr. Williams, Mr. White, good afternoon. All right. Нема класа без класна свест. Сметам дека функцијата на хип-хопот е токму тоа, да не понуди алтернативни решенија за проблемите кои ги имаме во современиот свет. Да не обучи за секој од нас да знае дека постојат различни начини на кои индивидуата може да действува во општеството.
Ова е рубриката Поинакви гледишта. En revanche, une des tâches qui me paraît urgente, immédiate, avant même toute autre chose, c'est celle-ci. On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir, il est localisé entre les mains du gouvernement et il s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, en France on appelle ça préfectorale, enfin je ne sais pas comment on dit ailleurs, l'administration, la police, l'armée. On sait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et punir les gens qui n'obéissent pas. Mais je crois que le pouvoir politique, il s'exerce encore, il s'exerce en outre, de plus, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'institutions qui ont l'air comme ça de n'avoir rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendantes et qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir toute une autre classe sociale. Justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle. À vouloir tout de suite, enfin si on cherche tout de suite à donner le profil et la formule de la société future sans avoir bien fait la critique de tous les rapports de violence politique qui s'exercent dans notre société, on risque de les laisser se reconstituer, même à travers des formes aussi nobles, apparemment aussi pures que celles du syndicalisme anarchiste. Yes, I would certainly agree with that. And then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Whether I approve of guns. I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. In fact, when the bombing occurred, one of the mothers of one of the young girls called my mother and said, can you take me down to the church to pick up Carol? We heard about the bombing and I don't have my car. And they went down and what did they find? They found limbs and heads strewn all over the place. And then after that, in my neighborhood, all of the men organized themselves into an armed patrol. They had to take their guns and patrol our community every night because they did not want that to happen again. I mean, that's why when someone asks me about violence, I just find it incredible. What it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. За почеток сакам да те прашам, тоа е есенцијалното. Како почна со хип-хоп и зошто? Зошто баш рап? Брат, многу заебана работа, пробувам на луѓе да им објаснам
Има многу артисти што има конкретно напишано песни кај што на музиката и се обраќаат као на жена. И се има еден том примери кои што можам да ги набројам, ама не им е јасно на обични цивили, тие ги нарекувам луѓето кои што не творат, што не се креативци, само што примаат, дека не можеш да објасниш што точно значи тоа и што точно значи тој емотивен момент кога јас скоро секој рапер што го знам, барем на неколку наврати сакал да си оди од се тоа, да го напушти. Значи таа врска која што е толку драматична, бурна, интересна и ние толку многу се сакаме и сме заљубени, ама на моменти она драматизираме и као си одиме од рапот. Си одиме од рапот, па се оставаме, се разведуваме, ама муаветот ми е дека не може да го сватат обични луѓе што значи тоа и како ние може музиката да персонифицираме као жена, например, ти текнува. А како стигна до моментот па Фист? Мислам, вие сте од иста населба. Па баш дека од иста населба, тоа беше платформа, како што зборевме и ти преска, тоа не требаше да биде група, требаше првичното беше идеолошка платформа, значи ние имавме еден список со 30 кусур луѓе од Сингилич што правеа хип-хоп и отидов ја со еден фиш кај Мики Растаман у видеотека, овој муавет неколку пати го имам кажувано, Мики листата, вака и вака, све со ова чентовци рапери, сите ние на куп да се ставиме. И Мики почна, значи, сега без љутиш, скроз неталентираните ги тргна на страна, значи упола, листата од 30 на 15 се преполови и тоа околу 14-15 души беше и официјалната платформа на ФИС, значи Мики Растаман, Глобус, да ги поздравам сите тие дечки беа. Мики Растаман. Да, сите беа у ФИС, значи пред ние како група да се издекларираме. Поише го гледавме како платформа кај што ние ќе снимаме, да имаме заедничка опрема, да се дружиме, да твориме од иста населба сме сите ние. Не го гледавме како бенд, сакам да кажам. Епа добро, Чуле. Сега сакам да ми кажеш за твојот албум што го извади пред колку години? Има некои 6 години. Доста време се 6 години. Се подсобрале, да. Но меѓувреме ништо не сум пуштил, што е голем минус за мене. Пошто да, доста време е реално. И сега можам да кажам дека ја доста бев задоволен од тоа, ја што го направив лично поврзано со албумот, а и со оглед на тоа колку не се позамаравме после со промоција, пошто ние артистите имаме проблем, нели, кога ќе ја потрошиш, да, цела енергија кога ќе потрошиш на творештво, после више гледаш да издадеш само и ако може само по себе магично да се намести кај што треба, немаш многу енергија и сила. Затоа и албумот веќе како формат изумира, не може ја година дена да снимам, но се година дена у постпродукција и после ти си преморен. Значи тој материјал Добро, веќе ти текнува. И ја, Ама ти сепак го извади албумот и мислам дека беше, јас што го преслушав, стварно добар албум. Да, па гледав да биде шаренило, пошто не реално ние такви и артисти сме, тоа old school, new school, реално многу нас у вожња, у стил не ни менја, иако сме ние од старата школа по години и по километража, ја и нашата генерација. Така е. Разликата порано се трудевме што по-паметно да звучиме у песните, вадевме зборови од лексикони, од курсе тресе, а денеска е скроз обратно, колку по-глупо и по-просто звучи кликбейт. Значи, реално тоа стана денеска музиката апсолутно тоа. Од секогаш и си постоел комерцијалниот аспект на нештата, нели, и од сами 90-ти, и од сами 80-ти, ама сега ова е веќе денес као нова музика, нов правец. Ја не сум точно сигурен колку може хип-хоп да го наречеме тоа денес што се прави, со исклучок на градски артисти, да не ги набројувам како Токсиколози, Алфа, Задаголов, значи има еден куп екипи што го чуваат уште срањето, значи пробуваат во ново руво да го задржат стариот звук и тоа што е најбитното за нас, текстот, значи да остане тоа, да има тежина, да е нешто кажано, да не е само празно. Значи ние бараме сега веќе нели лесни интонации за памтење, по-кечи зборови, ама гледаме да ја задржиме смислата у тоа што го кажуваме. Малце пораснавме, созреавме и како генерација, генерално и како се тие што бевме тогаш ти чувари на рапот, ние бевме деца, значи Клан Исток, ДНС, САФ, сите тие они беа чуварите, они беа пионерите, ние бевме децата тогаш, сега и ние децата веќе пораснавме, има и нови деца, фала Богу, го прифатив и јас тој трап формат на рецитирање, на искажување, пошто не е проблем, значи тоа е као терен.
Ние до вчера игравме на паркет, сега од денес вика нема паркет, ламинат. Нема проблем, тоа не значи дека ние не знаеме да возиме. Токму за тоа сме ние тука да покажеме дека ја мислам рапот со сите негови форми, односно колку е он формлес уствари и колку на некој начин за мене смешно кога ја треба да се ставам од таква една форма и еден формат за да звучи интонативно просто и едноставно. Ми е практично смешно, ама од друга страна па доброто тоа е мантрање. Значи тоа кога е 2/4 или 4/4 и кога едно исто се повтара и па тоа е моментот што ствара медитативен хипнотизирачки момент што доаѓаме до заклучок зошто денеска децава се полудени по таква музика која што нема апсолутно никаков текст. И ти викаш што слушаат овие, па не слушаат, само формата ја пратат. А не слушаат, не има што да чујат. Не знам веќе и јас, не знам дефиницијата дадам. Не дека ми пречи, не ми пречи, секое ново време да. Си правиме муа. Така. Секое ново време вајда носи со себе некој нов вид и не иде да го дискредитираме сето тоа, пошто трап сцената има и добро и лошо, така било и рапот. Ти тегнува ќе дојдат рапери, не паќаат бит ово она или имал пари од дома па мора да рап да прави со без разлика. Не, меѓутоа сакав да кажам, муаветот го носам у насока на тоа дека е трапот еден вид продолжеток на рапот. Ја не можам да го гледам како нешто целосно различно, колку и да е тоа една посебна сцена, тоа доаѓа од некаде. Меѓутоа и рапот исто така си доаѓаше како склоп на 3-4 други музики. 100.000 публикани. Добро. Што кажи ми наредни планови и да купуваме ново пиво. И да, по пивце ќе мора да идеме, што викаш, пред да ни зајде сонце. Нови планови, види, морам да бидам искрен и со себе, и со тебе, да ти кажам дека поише си идеи околку планови, пошто кој знае колку интервјуа сум дал, кој знае колку пати на Facebook сум пишал сун за нова песна и спот која што никад не искочила. Тоа е само лично моја загуба, не дека кој знае кој јам разочарано, па некој вика леле како не ти е срам. Ја лично за себе се гледам како загуби тие неостварени работи и затоа не би сакал за планови да зборам, ама идеи да, дека има нов материјал кој што сакам да се сними да излезе, сакам соработки да се дешаваат, ама јас живеам за тоа време кога пак сите ние што се знаевме и дружевме и комунициравме тогаш, па немаше ни интернет, ни ништо, дека пак ќе се најдеме денеска у едно ново време со да ги ставиме идеите на куп и да пробаме сите заедно нешто да направиме. Значи било кој артист може да ме викне да му гостуем у спот, да му гостуем у песна, или ако неќе да му гостуем у ништо, можам кабли да му тегнам за спот, затоа што да, токму тоа е тоа што ни треба на сите нас, од тегнење кабли до апсолутно некој со кој што ќе соработуваш утре, маркетери, ово, она, сите ние заедно да направиме нешто за таа стара романтична прича, да покажеме дека никогаш не ни умрела. Можда само се сменија, се сменија некои работи, да, и затоа пак сме ние тука со кикириче и со пивце. Фала ти што ни гостуваше, идеме сега да се земеме пиво од убавата кикирица од мојата продавница, мојот спонзор Алек, ова куче е тука Snoop Dogg. Фала ви на сите што не следевте, ова беше Чуле во магазин 4. Јо. Се гледаме во наредна епизода. Поздрав дечки, се гледаме во наредна прилика. Ние идеме по пивце и можда Саша ако бати. Катка. Епа екипа, тоа беше се за оваа епизода на Магазин 4. Ова беше пета поред. Ви благодариме што не следите и што не поддржувате. Можете да не лајкнете и да не сабскрајбнете на овие адреси. Затоа бидете хип-хоп, бидете рил, останете хип-хоп, останете рил и